Жителите на Веле Сутрово се вознемирени по веста за грозоморното убиство кое синоќа се случило во градот. 46-годишник со чекања скршил влезната врата на семејната куќа на соседот и го убил. Повредил уште четворица. Тој прво влегол во собата на ќерката на убиениот и со чеканот ја удрил по глава, нанесувајќи и повреди. Потоа ги нападнал нејзините родители, им нанел тешки телесни повреди, од кои подоцна таткото починал. Викотниците за помош ги чуле братот на починатиот и неговата сопруга, кои живееле на другиот кат од куќата. Истрчале да видат што се случува, но и нив ги удрил со чекан. Братот на повредениот, на собственикот на куќата, кој живее на долниот кат и неговата снага, веднаш се качиле горе откако слушнале повици за помош, со намера да им помогнат. Но насилникот веднаш и нив ги нападнал и ги повредил и тука останале на подот. Потоа доаѓа неговиот татко и го зима него, го излекува од куќата и го носи кај нив дома. Сите повредени, како што информираат од полицијата, биле пренесени во Велешката болница, каде ДН им подлегнал на повредите, поради сериозноста на добиените повреди во главата. Сопругата на починатиот со крварење во мозокот е пренесена во ургентниот центар во Скопје. 5 лица се донесени, едниот маж, после пола саат неполни од донесувањето на оделение, подлегна на раните поради тежината на повредите кои што беа со скршеници на черепот и со крварење во мозочните структури. Не одговори на реанимацијата, така да бевме немоќни према него. Неговата сопруга исто така тешко повредена со повеќе кратни скршеници на черепот, со крварење во главата, во мозочните структури и е препратена на неврохирургија во Скопје на понатамошно лекување. По извршувањето на делото, осомничениот се вратил дома и на социјалните мрежи напишал дека ги убил своите монструми. Извршен е и увид на самото место. Надлежен обвинител до Основен суд Велес доставил предлог за определување мерка притвор, издали наредба да се изврши обдукција на телото на починатиот и подигање на траги и материјални докази од местото на настанот.